Svърти се вану си, свърти се таму си. Кой те изпрати по мене? Кой ти покажа път? Мило мое, нема у мене ни ядење ни пиење, да се изгониш од мене, да си отидеш во вистоки гори, од дабла сенка, крај студен кладенец. Takva senka, takva ladojna, mislim, ovdje nema. Sorry, mister, sorry. Gledam, kopaš. Kopaj. A da ti napravim na jezljeve, majstore? Da ti rečem ritam natapano? Да не ми велиш, да си ја гледаш работата, бизнисот. Тоа ми е работата, мајсторе. Тоа ми е бизнисот, мистер. Те гледам вака и си велам, ќе сака една езгија, еден ритам натапано. Мистер, за душата. Ако немаш, не плаќај, не треба. Да ти го направам кејфот. Ти реков нејчум. А најпрвин се вели, а Ирлија да ти е работата. Добро де, добре бе. А Ирлија да те копањето. Ете, така може. Може секако, мистер, ама не се вели Ирлија за напуштени рудки. Што ќе не пешбони? Калгурли, мистер, е напуштен рудник. Одамна, многу одамна е секната златната жица во него. Јас мислам дека овде се уште никој нема истражуван. Се чу, Абер, дека си имал стреќа во копањето. Имаш. Ама, од други луѓе се слушна дека си немал ич стреќа пак во копањето. А јас, мистер, реков, ќе те барам и ќе те најдам и те најдов. И ќе ти речам еден ритам натапано, до небото да се урне, до што и ѓавол да испука. Ти реков нејчум. Како сенки туку доаѓате по мене, гребете по мене. Сум нашол злато, безценети камења, џердани. Најдов, камења најдов. Најдов џердан што не се подкреват. Најдов, ништо не најдов. Продлука, крв, оволкави партали, грозота. А ти сакаш тебе да ти олесне на душата, да си удрем на тапано. Никој не сака, нема веќе луѓе. Чакали, кенгури, картови. Доцна е, мистер. А душата? Копате како картови.
ја подкревате земјата, Велјане, си го копате гробот! Значи, знаеш кој сум? Ме знаеш и те знам. Ве има насекаде, ве има и лјадници, ама името ви е едно, отворен гроб. Добро, ти не ми кажа зошто доаѓаш по мене. За да те најдам. Еве, ме најде. И? Тргнав, ода на мука по тебе. Си ја барам тајфата. Си ја бараш тајфата, па барај си ја тајфата. Но ти доаѓаш само по мене, ајде, ти се молам, кажи ми, зошто ме бараш? Абе се чу муавет, дека овде во Австралија ќе си градел црква. Црква? Да, ќе градам црква. Сакам црква. Сакам Божи храм. Во него да се смести нашиот Господ Исус Христос, неговата пресвета мајка и сите светии. И тогаш сите ние, како луѓе, да влеземе внатре, да запалиме свеќа, да ги воспеваме, да ги величаме, да им се заблагодаруваме, да им се поклонуваме, да ги молиме за нас. За сите нас, што се отуđивме од Бога. За сите нас, што се отуđивме од нашите домови, од нашите семејства. Не сакам повеќе да се молам по пустиње, по прашиње, по дрва, по камења, по кафеани. Сакам Божји храм. И во него, кога ќе влеземе, да замирисаме на луѓе, да замирисаме на Бога, да не се заборавиме кој сме и што сме. Ете, за тоа сакам да изградам црква, а и за многу други нешта. Бидејќи црквата за нас ќе биде и верата, и надежта, и љубовта. Во црквата е спасот. Господи, во Тебе е нашето спасение. Избави ме, Господи, од сите зла и злакоби што се пред нас, но најпрвин од самите себе. Добро е, така е. Треба, Велјане, да се изгради црквата. Тогаш еве дел и од мене, Велјане. Правилно, даваат сите, ќе дадам, и јас ќе дадам. Ево, за црквата. Велјане, мајстор Велјане. А сега, мајсторе, удрі во тапа. Речи ми една езгија за душава, за срцево, а нека се распука до што е џавол на небото и на земјава. Ваше високопреподобие, отец Стефан Санџаковски, почитувани гости и присутни, ви посакувам срдечно добре дојде. Вечер во нашиот град и татковина чествуваат значаен јубилеј. 50 години
од театарската дејност на нашиот почитуван сограѓанин, предводник на драмскиот живот во Струга и еден од доајените на драмскиот аматеризам во Македонија, маестро Христо Ристе Миладинов. Културниот живот на градот Струга не може да се претпостави без личноста и делото на господинот Христо Миладинов. Тоа е така. Бидејќи господинот Миладинов, или како што сите го знаеме Чичко Ристе, како ретко кој во Македонија, веќе 50 години неуморно ги богати културните трезори на нашиот град и татковина. Станува збор за 5 децениски творечки подвизи на театарската сцена, 5 децениски посветени толкувања на бројните театарски улоги, 5 децении неуморен ентузијазам и театарски занес. Вечерва ќе се обидеме да направиме едно ретроспектива на тие 50 години, секако не со намера да ставиме крај, туку почеток на еден театарски завет кој во иднина треба да го следат по младите генерации, следејќи го примерот на Чичко Ристе Миладинов. На самиот почеток ги проследивме настапот на хорот Калистрат Зоографски од Струга и исечок од драмата Сириус на Крсте Чачански во изведба на Зоран Симоновски и Ристе Миладинов. Не случајно вечерашниот настан го отвараме со овие два настапи. Имено во манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Калишта, во Калишката литургиска заедница, каде што богослужи отецот Стефан Санџаковски, повеќе од 15 години. Ристе Миладинов редовно се црквува и со многу љубов, вера и смирение го пее и исповеда символот на верата. Со драмата Сириус пак тој го постигнува својот најголем успех во театарската дејност. Откако победува во регионалните театриски смотри во Струга, се стекнува со право на учество на познатите републички смотри во Кочани, каде ги освојува следните награди: награда за најдобра машка улога, награда за најдобро остварен лик, награда за најуспешен аматерски режисер, право на учество на сојузните смотри во Требиње и тогаш највисокото признание, наградата Мирко Стефановски, која се доделува за особен придонес во драмскиот аматеризам во Република Македонија. Почитувани, за личносниот и творечки хабитус на господин Христо Миладинов вечерва подетално ќе говори професорот, доктор, протопрезвитер Стефан Санџаковски во својата пригодна беседа. Го поканувам отец Стефан Санџаковски да ви се обрати. Почитувани браќа и сестри, најмили мои Стружани, овој ден е навистина голем ден за сите нас, празник за театарската уметност. И сето тоа заради јубилејот пред малку најавен и објаснет, а врзан за чудесната личност на нашиот сограѓанин, брат, пријател и другар, Христо Димитар Миладинов. Најмили мои
И покрај тоа што не се сметам за човек добро упатен во театарската уметност, прифатив да зборувам за животот и делото на оваа благородна личност. Славеникот на 50 годишниот јубилеј, господинот Христо Димитри Миладинов, пред се затоа што тој е редовен и ревносен член на литургиската заедница во манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Калишта, а јас сум предводник, духовен предводник на таа заедница. Чувствувам одговорност и долг на сите наши добри браќа и сестри кои што безпоштедно го слават Бога живиот со целиот свој живот и со сите дарби вкупје од Бога примени и достојно му служат на својот народ, да им се одолжиме со еден убав збор, а тој убав збор е и добар збор. И тој најдобар збор од сите зборови е зборот благодарам, Евхаристија. Во тој збор е содржан животот на секој човек посебно и на сите луѓе заедно. Благодарам за дарот на животот, благодарам за даровите со кои што тој дар, свет, е овенчан од животодавецот. На едно место големиот руски, светски мислител Фјодор Михајлович Достоевски за личноста на Творецот вели дека е секогаш повеќе, поголемо и над делото создадено од него. Овие зборови особено важат за нашиот славеник. Многу создал, многу ни дал. Со многу нешта Бога го прославил. Но тоа што за нас луѓето е многу, е премалку споредено со она што братот наш во Христа Господа Христо носи со севкупниот негов живот, изразен, израчен на сите можни начини, особено во светот на творештво. Премногу може да се зборува за братот Христ. Но јас во ова пригода ќе се потрудам со јазикот на синтезата да го кажам тоа без што не може и не сме да се остане вечер. Господинот Христо Димитри Миладинов, како што веќе чупе од најавата, е бележи, актер и режисер на струшката и македонската театарска сцена. Роден е во 1949 година во истакнатото семејство на возродителите на современата македонска книжевност, браќата Димитар и Константин Миладинови. Во вековно создаваната духовна и интелектуална клима, разгорувана во и околу семејното огниште, ќе се искова творечкиот хабитус на младиот Христо Миладинов. Покрај славните предци
на неговиот понатамошен интелектуален раст ке повлијае и родниот татко Димитар Миладинов. Токму тој ќе стане главен виновник за вечната влюбеност на момчето Христо во волшебствата на драмските уметности. Не имајќи ја можноста за академско артикулирање на творечките енергии во театарскиот спиритус воци, младиот Христо автодидактички понира во тајните на уметност. Од тогаш до денес, цели 50 години, Христо Димитри Миладинов малку е да се каже дека глуми и режира театарски представи и човечки животни судби, бидејќи тој го живее својот собствен живот во духовните хоризонти на драмската скена. Живејќи на театарскиот подиум, Христо Димитри Миладинов во буквалната смисла на зборот на театарот му се посветува со целиот свој живот, целиот себе си. Обсесивно го сака, поради што дури тогаш кога татко му во една пригода грубо го отпара од глумиштето, за да не биде обвинет за родителска слабост и пристрасност, како што сведочи Христо Миладинов, синот не престанува да живее и да умира за Струшкиот театар. А градот Струга, една од лулките на драмските уметности во Република Македонија, не може да го замисли својот културен живот без драмските фасцинации на театарскиот волшебник Христо Миладинов и неговата чудесна актерска екипа, безпрекорно верна и доследна во остварувањето на неговите креативни идеи. Каква е драмската философија на Христо Димитри Миладинов? Попрво од се, треба да се каже дека таа е производ на неговиот љубовен и жртвопринослив однос кон драмските уметности. Потем, без оглед на нејзините елементарни белези содржани во поимите автодидакт и аматерски, Христо Миладинов неуморно се труди струшкото глумиште да го извлече од претесните матрици на скомрашкото поимање на живот. Тој животот во хронолошки омегениот свет го перцепира како живот воден во есхатолошките предели на Васеленскиот театрон, во духовните хоризонти на градот небесен има место за секоја реална човечка личност со јасно определена улога и функција во драмата на сечовечкото искупување и спасение. Христо Димитри Миладинов драмската визија за човечката екзистенција и екзистенцијата на светот ја преживува како икона на универзалниот театро. Христоцентричната поставеност на драмскиот светоглед ја плете екзистенцијалната плетка од конците на вечното и историското, небесното и земното, божественото и човечкото. На тој начин, концепираните животни судби на главните ликови од омилените драмски дејствија мокно ја будат љубопитноста на струшката театарска публика. Но,
почитувани браќи и сестри, рамките на градот Струга се претесни за постигнувањата на театарскиот деец Христо Миладинов. Духовната сила на пластеното уметничко искуство и творечките енергии со кои располага доајенот на струшкото глумиште ги искарши контурите на локалното и навлезе длабоко во универзалното. Како последица на таа способност, театарот на Христо Димитри Миладинов учествува на многобројни театарски смотри од локален, регионален, сојузен и интернационален карактер и ниво. Без малку сите настапи на сите нивоа се проследени со високи награди и признанија. Колку за илустрација ќе наведеме само неколку примери. Театарската представа Рог на Стеван Таневски е добитничка на првата награда, а Христо Димитри Миладинов ги освоил првите награди за глума и режија на Сојузниот фестивал на аматерски театар во Требин. Налик на овие резултати се постигнати и на сојузната смотра на аматерски театар во Смеделевска Паланка со представата Лице в лице на Бранко Бауер. Најпосле треба да се набележи и престижната награда, плакетата Мирко Стефановски. Ова највисоко државно признание за актерско постигнување ја доби колосот на Струшкиот театар Христо Димитри Миладинов во 1990 година. Во се уште необјавената книга 50 години Христо Димитри Миладинов и 10 години драмско студио Миладин, незиниот автор ги набројува сите успеси на Струшката театарска група, подкрепени со сите релевантни податоци за неа. Во 2008 година, по повод 100 годишнината од драмскиот живот во Струга, Христо Димитри Миладинов го промовираше отворањето на драмското студио Миладин. Оваа година, почитувани, се слават 10 години од неговото досегашно плодоносно постоење. И овој проект на чистата и безсребрена љубов кон драмските уметности не остана без сочелување со жестоки искушенија. Тие беа намерно смислувани од луѓе со тоталитарен ум, за да го попречат нормалното и слободно функционирање на театарското студио Миладин. Но и покрај тоа, студиото Миладин непречено продолжува да дејствува и да создава нови и бесцени прилози за културниот живот на градот по силата на љубовта и од неа надахнатиот ентузијазм. Резултат на активностите на драмското студио Миладин се повеќето представи што се изведуваат многу пати во течењето на секоја од 10-те јубилејни години. Освен тоа, студиото Миладин функционира како еден вид неформална работилница за обучување на млади и надежни таленти за драмските уметности. Стотина млади луѓе поминале низ курсевите по театарска уметност, што ги држи театарскиот влюбеник и педагог Христо Димитри Миладинов. Треба да се нагласи дека овие капитални активности на студиото се плод на непоткупната љубов на неговиот идеен творец. Каква било финансиска поддршка на проектот, од кого било,
изостанува до ден денешен. За нашиот предобар и безпоштеден влюбеник во театарските уметности, Христо Димитри Миладинов може да се зборува уште многу, се разбира. И верувам дека ќе предстојат уште низа културолошки, научни согледби и анализи на се онаа што тој за своите 50 години го создал. Но најпосле, после ова моје кратко, но се надевам синтетичко и доволно јасно кажување за него, сакам да му посакам во моје лично име, во името на литургиската заедница од манастирот Калишта, во името на сите стружани, долг живот и крепко здравје, благослов Божи во изобилие и уште многу години богат творечки живот, со уште многу творечки постигнувања, да го богати културниот живот на нашиот волшебно убав град. На многа ја лета, братри. Ja nie som mnogo spretен. Благодарам многу и ќе се трудам да ги исполнам вашите желби. Му благодариме на отецот Стефан за топлите зборови. Пред 10 години, воден од желбите да ја пренесе љубовта кон театарот на младите генерации, Христо Ристе Миладинов го формира драмското студио Миладин. Во изминатите 10 години, низ оваа неформална театарска школа, се образуваа во театарот повеќе од 100 млади членови во две групи. Првата до 14 години, а втората од 14 години па нагоре. При тоа беа поставени 48 премиерни изведби на разни театарски представи. А сега ја покануваме Лидија Столеска, поранешен член на драмското студио Миладин, да им се обрати на присутните во името на сите негови членови. Добро вечер, драги присутни. Се соединивме вечерва со цел да го честуваме 50 годишниот јубилеј на театарската дејност на Ристе Миладин, а јас сега би сакала да кажам неколку збора за него. Во сите овие години активно учествува во театарот. Тој не само што ги докажува своите актерски способности, туку и културно го издигнува нашиот град со многу вложен труд и љубов.
Тој учествувал во над 150 драми во и надвор од Македонија, како режисер, глумец или двете. А јас се сеќавам уште сега далечна 2007 година, кога прв пат слушнав за формирање на драмското студио Миладин од страна на Ристе, со цел да го врати театарот кој беше замрен во нашиот град. Од големата заинтересираност за тоа учество се оформија две групи, од кои помладата беше до 14 години, а постарата од, и сите заедно со негова помош запливавме во водите на аматерското актерство. Јас бев меѓу првите членови, заедно со Мартина Кочовска, Таиса Санџаковска, Наталија Смачовска, Теофан Санџаковски, Марко Барлаковски, Милена Блажевска, Ники Калечинска, Михаела Јакановска. Од нив некој остана во континуитет од минати години, заедно со Зоран Симоновски, Име Расовски, Анастасија Пановска, Ристе Чепујновски, Кристина Матовска, Кристијан Миладинов, Стефчо Кочевски, Љубица Дуновска, Илија Чосески, Бојан Крстевски, Александра Билјановска и многу други, кои во овој момент ќе ми опроста што не ги напоменав, ама секој си има оставено белек на свој начин. Од тој момент и ние постанавме идни покровители, заштитници на уметноста во Струга. Дадовме 48 премиерни изведби во 10 години, а на сите од драмите се даваа и по неколку пати репризи. Ристе умешно ги пренесуваше сите бајки од цртаните филмови, на кои што самија работеше драматизацијата, а ние, бидејќи бевме мали деца, сето тоа ни се виде многу интересно. Се сеќавам потоа со постарата група, покрај оригинални текстови, прилагодуваше приказна обработена за наши обштествени услови. И ние често се прашувавме дали тоа реално се случувало во Струга. Морам да напоменам дека помошта околу декорот, костимографијата и условите сами по себе, за да се изведе представата, ги добиваше само од колективот. Ние бевме мали и не бевме свесни за сиот тој товар, па ако го видевме дека нешто го јадисува, и ние го јадисувавме. Ако чистеше, сите чистевме, па постанавме еден колектив кој што живееше за поставување на секоја наредна представа. Колку убаво сме си поминувале, се сведоци сите што имаа учество. Секој завршеток на представа ќе го поминевме весело во нашата прочуена барака, каде што нешто ќе се почестевме. Тука морам да го напоменам и нашиот упокоен брат Маријан Деребан, чија големина се гледаше во неговата желба да го нахрани срцето на секој од нас после вложениот труд за секоја драма. Со што секогаш му викаше на Ристе: собери ги дечињата, добро да се нагостиме во ресторан. Чувствуваше одговорност кон нас и секогаш знаеше да ги каже правилните зборови за мотивација. И така помина едно детство, една младост, и сите продолживме со својот животен пат. Израснати и оформени, само Ристе остана истиот. Би се согласиле нашите колеги дека тој имаше голем удел во нас, од различни аспекти. Подобрување на дикцијата, зголемена креативност, експресија во комуницирање, да развиеме емпатија, од срце гласно да се насмееме, да се справиме со конфликти, да бидеме поотворени, а воедно дисциплинирани, што помогна да се изградиме како индивидуи. И сето тоа произлегуваше спонтано, кога пред нас имавме пример на татко, пријател, дедо, верник и богоугодник. Големата посетеност на представите пак е само доказ за добро извршена работа. И секоја пофалба према него и членовите на драмското студио Миладин, насмевките на публиката придадена комедија или пак пуштените солзи придадена трагедија, дава елан за работа и повторно соединување. Благодарност до сите што имаа некаков удел во изведувањето на представите, а пред се да му се заблагодариме на Ристе и да му посакаме понатамошна работа, здравје за понатамошна работа и уште поголем допринос и на тие што допарва ќе се запишуваат. Ова го кажувам во име од сите членови првенствено на драмското студио Миладин и сите присутни, а сега ме молам за еден аплауз за него. Во продолжение го најавувам настапот на Христијан Миладинов во придружба на Димитар Трифуновски на гитара, кој ќе отпее 3 композиции
некои музикални текстот се негови. Првата ничие време, втората сон и третата крај. Pomisli na nešto što krte. Ne ste daleko od mene, daleko od sebe. Šetajki se včera uvidov tvoj od čudem son. Mi kažete kako izgubio крылата.
Učestvuda ja udano kako ja njegovo plače ker se nasvrne i ker kaže niko iz tebe ne treba. Svedoci sme za kulturni prидонес, што оваа славна фамилија во континуитет од брајката Миладиновци па наваму го дава на нашиот град, народ и држава. Секоја чест ки ви. Сега го повикувам господинот Христе Миладинов, чиј јубилеј е причина за оваа наша заедничка средба, да ви се обрати. Повелете, Чичко Христе.
Почитуван отец Стефан Санджаковски, почитуван господине декане Иван Додовски, почитувани гости и присутни. Ви благодарам што ме удостоивте со вашето присуство. Поради вашата пожртвуваност, овој свечен јубилеј се стекна со особена вредност. Сакам да истакнам дека за да однегуваме, одржиме и подигнеме некоја величина во течење од 50 години, мора да се има неотстапна добра воља и длабока свест за полезната цел на трудолюбието. Со посебно вдахновение, што ја разгорува мојата креативност, која бликнува од пазувите на моето срце, ме дарува моето возлюбено семејство. Во една прилика, мојата сопруга ми се обрати со критички тон. Ристе, па зошто и за кого се трудиш без корис за себе? Јас си одговорив, сопруго мила, не успеав да се стекнам со високо образование. Љубовта кон творењето го возвишува и го преобразува аматеризмот. Но посебната сила на творечката форма на љубовта ја дарува нашиот Господ Бог, воскреснатиот Христос. Само со прифаќање на Неговата воља и со синергија помеѓу нашата заедничка мојот труд ќе се претвори во автентичен плод на дарбата. Им благодарам на сите членови на драмското студио Миладин, кои се искапија во огнот на драмските задлабочувања. Тие на уметнички начин својата душа ја причествуваат со суштината на херовимите, ангелите на очистувањето. Мојата драга публика зазема особено место не само во формирањето на изразот на културата во градот Струга, туку сама се облагородува преку префинетото глумење кое го поттикнува во оние од кои го прима. Ова циклично облагородување, примопредавање на духот од глумците на публиката и од публиката на глумците е жилав залог за трајно, сестрано и високо развиено битие на многу поколенија. Така, кружењето на благородноста е олицетворение на жизнерадосниот поим игра во драмското траење, кој постои само ако глумците и публиката се неразбирливо свесни за ваквата размена. На ова единство, во движењето на возвишеноста, најмногу му се радувам. Тоа за мене е најголема награда. Морам посебно да го спомнам мојот татко Димитар Миладинов, чија појава беше центар во кој се акумулира идеалот на драматургијата. Во екзалтираноста на неговиот уметнички патос го препознавав раѓањето на мојата мистична љубов кон театарот. Му благодарам за тоа што ми беше лост кон драмското лице на духот. Посебна благодарност и упатувам на литургиската заедница при манастирот Рождество на Пресвета Богородица од Калишта, каде црпам од бездната на благодатното вдахновение во средниот и доцниот период од моето творештво и на отец Стефан Санджаковски, мојот духовен раководител, кој ме научи да ја препознам, прегрнам и возљубам Света Троица со целиот мој живот. Му искажувам срдечна благодарност и на раководството од Центарот за култура браќа Миладиновци, кое ни го става на располагање храмот на нашето уметничко усовршување и кои учествуваат во реализација на свечениот јубилеј. Со чувство на длабока трепет, поради безсмртната љубов што струи во мене, неискуплива благодарност му упатувам на мојот најсакан брат во Христа,
Маријан Дереван. Тој беше факел неизгасли, кој го озарува нашиот уметнички самопрегор, покровител кој без сон дееше врз мојот театар и ги залечуваше раните кои произлегуваат од обществените проблеми. Почитувани присутни, повеќе нема да одземам од драгоценното време на наставот. На сите кои доживеале чудесно искуство на екзибиционистичка екстаза во Струшкото драмско студио Миладин, ќе им доделам благодарници, но во интерес на времето, сега само ќе ги прочитам. Сите кои ненамерно се изоставени, однапред ги молам да ми простат. Живе Костовски, Јово Угреновиќ, Христо Миладинов, Димитар Н. Миладинов, Димитар Х. Миладинов, Константин Х. Миладинов, Маријан Деребан, Вангел Чепујновски, Војса Чепујновска, Благо Кавај, Тони Негриевски, Владо Матовски, Валентина Матовска, Никола Стефановски, Весна Јовановска, Васко Јосиповски, Љупчо Будиновски, Крумене Сторовски, Мирјана Милеска, Христина Матовска, Душко Матовски, Јованка Матовска, Наташа Милеска, Петре Милески, Никола Почовски, Димче Каневче, Сашо Кленковски, Митко Темелковски, Гордана Бетовска, Сузана Стефановска, Скендер Ракипи, Наум Наумовски, Перо Симаковски, Зоран Симоновски, Димче Геровски, Благовесна Размовска, Елизавета Матич, Снежана Танеска, Благоја Петковски, Петарчо Кочовски, Ниджају Мерджановски, Цветко Петковски, Ана Кочовска, Славица Рамбеска, Васил Джутески, Марко Коловски, Мирјана Ѓорговска, Зоран Бунчевски, Јованчо Гутенковски, Македон Димовски, Жаклина Дудуловска, Силвана Настовска, Михајло Бајо, Ана Стојановска, Роберт Калаџиевски, Горан Трифуновски, Науме Милески, Кристина Настовска, Татијана Мојсовска, Јована Жупановска, Елена Пентелашовска, Јулија Ванковска, Кристина Тодоровска, Емилија Бадаловска, Зоре Кајмаковска, Сузана Лозановска, Тоше Чочоровски, Драги Башуровски, Крсте Бунчевски, Емил Поповски, Љубомир Иванов, Војо Шајновски, Ана Скрчевска, Љубинка Карамачовска, Негован Карамачовски, Олга Милеска, Аница Поповска, Билјана Ковачевска, Живко Деспотовски, Горан Кузмановски, Јован Лазаревски, Маја Чавковска, Билјана Марковска, Цветко Аврамовски, Снежана Мојсова, Јордан Мојсов, Соња Мојсова, Маре Мачовска, Љупчо Гоđовски, Санте Гоđовска, Славчо Билјановски, Боркица Кутановска, Ангела Ивановска, Ивана Голабовска, Емилија Ашталковска, Ангела Трајановска, Петар Аврамовски, Мирче Шуминовски, Борче Лошковски, Стојче Калчиновски, Емил Рустемовски, Љубе Алексовски, Славе Крајевски Бибе, Јован Петревски, Милутин Аврамовски, Фатмира Бази, Уке Османовски, Марија Кавај, Деспина Кавај, Николина Топаловска, Пеце Куковски, Ристе Чепујновски, Ники Калаџиевска, Милена Блажевска, Кристина Блажевска, Михаела Јакановска, Теодора Јакановска, Сара Петреска, Настасија Крајевска, Инес Коркут, Илија Чосевски, Лидија Столевска, Мартина Кочовска, Ивона Главинчевска, Божидар Пантелешовски, Таиса Санџаковска, Теофан Санџаковски, Борис Поповски, Дарко Поповски, Марко Барлаковски, Марина Ѓорговска, Анастасија Пановска, Александра Шуминовска, Софија Ставреска, Христијан Д. Миладинов,
Бојан Јовановски, Арета Мерџановска, Оливера Коджуман, Лазо Јопчевски, Наталија Смаќовска, Ивана Каджиева, Александра Чепујновска, Сара Цветановска, Методија Столевски, Жулиета Матовска, Сајња Котевска, Милко Несторовски, Александра Билјановска, Имер Асовски, Даниел Шиковски, Емилија Бимбиловска, Кети Дурацовска, Сара Поповска, Стефчо Кочовски, Љубица Дуновска-Бубе, Ангела Джомчевска, Елена Бимбиловска, Марија Дурацовска, Бојан Крстевски, Климент Арсовски, Мишела Радојичич, Елена Столеска, Матеја Миладинова, Сара Стефановиќ, Сара Наумовска, Мишела Спировска, Васко Ежовски, Марија Анđелковска, Јована Бечаровска, Моника Коруновска, Анастасија Тотовска, Андреј Чавасовски, Виолета Василевска, Кристина Бишлиевска, Ива Костојчиновска, Сара Георгиева, Марија Чочоровска, Вероника Димовска, Ива Шајновска, Сара Сарбаковска, Десплина Јуловска, Марина Баловска, Ана Марија Мурџовска, Калина Јуловска, Јованка Трповска, Стефани Сарбаковска, Петар Миладинов, Емилија Спасевска, Нина Крајлевска, Јован Затуровски, Десплина Давинчевска, Бранкица Петковска, Евгенија Грдановска, Даниел Спировски. Димитрije Дурацовски, Јелена Мартиновска, отец Ефтин Велковски, Науме Трајковски, Аспарух Поповски, Наум Пановски Туна, Гоце Лазаровски Чипан, Димитри Кумбаровски, Љубен Кумбаровски, протопрезвитер Стефан Санџаковски, Калистра Санџаковски, Аце Белески, Снупи Бамби, Боро Симјановски, Лазе Липовски, Орце Столевски, Науме Đурковски и картонажа Миском. Ви благодарам на вашата подршка и ќе се трудам што ќе можеме понатаму да построиме. Ова вечерашно дружење го приведуваме кон крај. Сега ве поканувам да проследиме изложбата на фотографии на дел од театарските остварувања на Ристе Миладинов, која е замислена како едно ретроспектива, еден времеплов, низ тоа што со многу љубов и посветеност, но и со многу препреки и непријатности е соработено и постигнато во изминатите 50 години. Воедно и ве поканувам на мал коктел и здравица во чест на овој јубилеј. На самиот крај упатувам срдечни честитки од името на сите присутни до нашиот домајчин и славеник. Уште многу години да не радува со театриски остварувања, но и вакви слични јубилеи. Да го поздравиме со аплауз.
Dimitar, slikaj! Ovo je moje Kofi Annan.
майстор. Здраво! Според член, какво беше това? Да влезеш в история. Чао.
pomoć.